Има ли Македонија потреба од предвремени парламентарни избори? Треба ли, ако нема предвремени, претседателските и парламентарните да се одржат во ист ден? Опозицијата ги бара, власта мува не ја лази. Дел од аналитичарите согласни. Избори се решението за крај на политичката криза. Аналитичарот Клековски за Алфа вели дека предвремени избори се најдобрата солуција, но судејќи по постапките на владата досега, која своите интереси ги става пред тие на граѓаните, се сомнева дека ќе има поместувања. Затоа треба претседателското и парламентарното гласање идната година да бидат во ист термин. Разликата во редовните тајминзи е многу мала, за да тоа биде битно скратување на мандатот на владата. Било какви теснопартиски, дневно-политички игри не вредат неколку милиони евра кои ќе бидат потрошени на избори кои нема да бидат успешни, бидејќи да се подсетиме претседателските избори имаат потреба од минимум излезност од 40% и досегашното искуство покажа дека ако тие не се комбинирани со некои други избори, тешко е да се обезбеди таа излезност утврдена со уставот. Значи ние секако ќе имаме заеднички по втор пат избори за председател. Да напоменам дека неизбирањето на председател ќе подлабочи политичката криза и дека тоа не оди во прилог на напредокот на Македонија. Дали СДСМ и ДУИ ќе дозволат такво нешто? Ако одговорот е негативен, најмногу ќе изгуби Македонија, вели Клековски. 4 од 5 македонци мислат, граѓани на Македонија мислат дека државата се движи во погрешна насока. Има очекување да имаме што поскоро избори за да се прекине овој негативен тренд, меѓутоа тоа не влие на владата на дуи на СДСМ. Они очигледно дека ги стават своите теснопартиски интереси над општите заеднички интереси и се е возможно. Меѓутоа тоа ќе значи само продолбочување на постоечките негативни трендови и нема ништо добро да донесе, бидејќи на крај повторно најголем губитник ќе бидат ДУИ и СДСМ покрај Македонија. Ако предвремени избори нема, како што бара ВМРО, ДПМН и дел од народот, тогаш за луѓето се прифатливи претседателските и парламентарните избори на еден трошок. Ова го покажува и последната анкета на ИПИС, во која за ова прашање позитивно се изјасниле дури 65% од испитаниците.